Силата и величината на царот на македонската држава се состоеше во тоа што тој беше прв меѓу еднаквите. Уште во примитивните времења во македонската држава постоеше собрание. Тоа собрание имаше право и обврска да избира цар кој се потврдуваше со акламација. Ниеден не беше сметан за законски цар, освен оној кого собранието на војската го избрало. Големото право што царот го имаше беше тоа што истрагите за велепредавство мораше да се извршуваат пред него. Во секој случај царот беше представник и пример на правдата, а неговите поданици се докажуваа кон него со своите дела и со чесен и патриархален начин на живење. Но аргеадите не беа првите господари на целата македонска нација. Првобитно племињата во Горна Македонија имаа своји принцови и царови. Беа потребни мачни борби, голема мудрост и вештина и голем ум за да се обединат во една македонска целина. Таа медијатизација беше извршена од Филип II, која обедини целата македонска држава. Тој, царот Филип, не сакаше посебни царски амблеми. Владетелот слободно се движеше во обичните класи на луѓето, меѓу селани и овчари, и секогаш им се обраќаше со браќа и сестри македонци, за да го подига нивниот морал и да ја зацврстува својата сила и моќ. Македонската монархија, македонското царство цврсто се подпираше врз народот. Иако понекогаш имаше судир меѓу царот и гордото македонско дворјанство, македонците во целост му беа лојални на својот цар владетел и покажуваа голем респект и голема почит кон него, зашто тој пак од своја страна не им нанесе во ниеден случај, ниту со збор, ниту со дело, ни срам, ни понижување на својата држава и народ, туку напротив им носеше само гордост, величие и слава. Токму затоа македонците беа наполно здрав народ со силен војнички дух. Македонците во времето на Филип II беа израстени во една горда и самосвесна нација, која со презир гледаше на елините. Овој факт е од големо значење за проучување и разбирање на подоцнежната македонска историја. Уште во првата година од своето владење, Филип постигна голем успех. Неговите извонредни особености како генерал, државник и дипломат и обезбедија брз и целосен подем на македонската држава. Сепак, величината на овој човек не беше сватена се до 19. век. Единствено извонредните успеси на неговиот гениален син Александар ја осветлуваа неговата слава до тој период. Сеќавањето за него беше спречувано од познатиот грчки оратор Демостен, кој беше негов политички противник, кој жестоко го напаѓаше во своите говори и во интерес на својата грчка политика искривено, подло и со омраза го представи ликот на Филип. Особено во времето на класицизмот, сите беа заслепени од Демостеновите искривени говори и примајќи го сето тоа буквално, животниот пат на Филип беше оценет единствено врз атинско гледиште. За да се создаде вистинска, реална слика за Филип,
Историчарите треба најпрви да се ослободат од атинското и Демостеновото искривоколчено гледиште и потоа сето современо исследување по примерот на Драјзен треба да биде насочено кон едно правилно и реално видување, така што големиот македонски цар Филип II мора да се проучува и да се оценува само низ македонска призма и преку остварувањето на македонските интереси, никако инаку. Доколку тоа се прави сега, се мисли на едно детално, темелно, современо проучување. Филип II без сомнение ќе биде представен онака каков што навистина бил. Еден од најголемите владетели на светската историја. Не само поради тоа што ги постави темелите на својот славен син Александар, кој со својот собствен гений изгради еден нов свет, туку и како човек кој имаше далекосежни погледи, голема визија, неповторлива мудрост и колосални воени достигнувања.